И пурво си тики хистери дорезвавте во новото видео на Кристијан. Денеска луѓе снимаме Q&A. После долго време снимам Q&A, втор Q&A ова. И има околу 19-20 прашања. Толку собрав за 17-18 сати, на Инстаграм на сторија поставено. И така, те се овде пред мене ги имам прашањата на лаптоп. Така да, ајде веднаш да започнеме. Првото прашање е поставено од М. Кјушковски. Are you a racist and do you eat spicy food? Are you a racist? А под Ц, следно прашање. Следното прашање е поставено од Драгана Смилеска и гласи вака. Планираш да се откажеш од YouTube? Не планирам да се откажам од YouTube. Никош нема, као некојаш може да ќе правам пауза, може да ќе се случи некојаш да нема година видео или наставно, ама јас никош нема да ставам крај на YouTube. Секојаш YouTube ќе ми е една од работите што цело време ја имам на ум и ќе ми е и се. Значи цело време правам нови планови за YouTube и се така натака. Не планирам да се откажам од YouTube никогаш. Лариса Стојковска пишала: кој те мотивира да почнеш со YouTube? Да почнам со YouTube? Дефинитивно ме мотивира тоа што сакам да правам видеа, да едитирам и цел приказна да не кажам. Главното беше тоа што сакав да правам видеа, да едитирам видеа и се така се рашили љубовта кон YouTube. Запознав нови деца на YouTube и се зближив со нив многу и така продолжив да снимам. И така, следно прашање, Бумбар Петар Фулковски, кој ти е намереното хоби сега ако позме? Намереното хоби може да ми е... Секунда. Намереното хоби ми е... Че знам? Може да возење точак, ни кошарка ми е хоби, ама најмногу неактивен сум возење точак од точно некао хоби. А YouTube не ми е хоби, ми е поиќе од хоби, многу поиќе од хоби. И секако поздрав за тебе, брат. Те поздравувам, Петар Фулковски. Нина Ристеска, од кога снимаш на YouTube? Од март 18, каналот е направен на март 18 2017, значи година и нешто. А видеото е ставено, првото видео што е моментално на каналот, што е фактички второ видео е ставено негде февруар, ама дефинитивно првото видео беше ставено на март 19, а каналот беше направен на март 18. Петар Кркле прашува: поздравиме трагично и мавни се на јајце одгла. Ке те поздравам трагично, брат, ама јајце одгла нема да мавнам, пошто јам мавно да се јајце одгла и тоа сам дека 2 пати. Не знам точно, ама знам дека јам мавно јајце одгла, сум 100% сигурен. На времето го правев кринж видео, сепак го направив тој преизбик. Затоа само ке те поздравам трагично. Поздрав до Петар Крилевски. Следното прашање е поставено од Марија Трпеновска и пише: кога го сакаш, пие спознае видео и кажи дека учиш со мене. Кажам дека учам со тебе, Марија Трпеновска, да, учам со Марија Трпеновска. Поздрав до тебе и кога го сакаш. Мајка ми и татко ми се исака. Да. Ако видите на женска немат потреба да знае некој која јас сакам и се така натака, ама кога го сакаш, татко и мајка ми се исака. И сите ги сакам околу мене. Симона Гаврилова или Гавриловска, не знам точно како е. Што те натера да снимаш за YouTube, ако може. Поздрав до тебе, кажав што ме натера да снимам на YouTube, всушност не ме натера, туку тоа ме мотивира. Никој ништо не ме натера да снимам, туку ме мотивира. Следното прашање е поставено од Х. Котовска на 6, мислам дека беше Христина Котовска. Кога почна да снимаш за YouTube? Кажав март 2017, официјално првото видео беше на март 19 или 20, а моментално што е првото видео и стана некаде околу февруар. Ани 2206, позме, посте. Ристески Кристијан, колку години снимаш на каналот Кристијан, позме најси изгледа најдобар или најјак, фала ти, брат.
Снимам година и пол на каналот Кристијан, а општо со YouTube се занимавам од прв пат истов на YouTube во 2016 мислам или 15-та. Не, дефинитивно 2016 истов прв пат видео на YouTube. Мислам дека до ден денес е видеото на YouTube, така да ќе правам посебно видео за тоа, од каде сум почнал и се така натака и доста веќе мува ми се шетат околу мене. Ама затворив сите пенџери за не ми зует. И затворив сите пенџери за не ми брчат на вркомшина и не можам да избркам се. На каналот Кристијан, кој што кажав, снимам година и пол, а дефинитивно на YouTube снимам 2 години, кој што кажав ќе правам посебно видео за тоа од каде до каде стигнав, како изгледаше моето прво видео, со што беше поврзано и се така натака. И беше кринч нормално. И така, Стефче Ристевски, дали планираш да правиме заедно видео? Поздрав бро. Поздрав бро до тебе. Веќе правихме видео заедно Would You Rather Challenge беше тоа. Имате линк во инскрипцијата, погледнете го. Да, планирам пак да правиме видео заедно. И планирам со многу јаки личности да правам наскоро видео на Only City. И така. Да видиме дали имате уште прашања. Рики! Паметно па продолжи. Имате уште прашања? Климент Пилновски, покажи го компјутерот сега и позме. Да покажам компјутерот, окей. Најбови како изгледа лаптопот на кој што правам видеа. Не знам зашто сите ме прашувате за лаптоп, за компјутер, за тоа. Немам никаква јака опрема, снимам со телефон, имам еден најобичен трајпод, 2 трајподи спојани така чусаткачвитено, флексибилни, не знам кој ги викат. И имам телефон Samsung Galaxy A3 2018 и немам никаква посебна опрема. Значи, ете еден доказ дека немам ни многу јак компјутер, немам ни нешто многу јака камера, сепак успеам да истам квалитет, сето до едитот и до вашиот квалитет, до вашите стандарди и така. Ама викендов, значи денес сме петок кога го гледате видео, утре или заутре треба да излезит успех на YouTube, како да успеете поврзано на YouTube и тука ќе кажам некои работи поврзани со опремата. Немам потреба да забегвам многу од темата, сакам само да кажам дека немам ја компјутер, пошто мислам дека тоа е мотивот. Мислам дека тој мисли дека ја на компјутер, па затоа да го покажам, така да, ете, го покажам. Петар Здравевски, дали си имал женска или па сега да не имаш? Не. Сум имала, ама не баш женска, симпатија на некој начин, така само пишање. И сега неам, фала Богу, сега неам. Лиле Петро, мислам дека беше, дали некојаш ќе правиш митап во Евгелија? И уште не можам да го прочитам прашањето, позмете сакам, нешто така беше. Поздрав за тебе Лиле Петрова не знам сега дали беше Лиле, не знам, пошто ова е едно од мојчињата што го прават мојот фанпејдж на Инстаграм за мене, така да фолоунете ги, имате линк во дескрипција. Митап во Евгелија, дали планирам да правам? Планирам следна година да правам во Охрид ако достигнам преку 1000 субскрајбери или пак не знам, околу 1000-2000 субскрајбери ќе правам митап онака официјално и во Евгелија да планирам да правам за неколку години. Откако ќе успеам, сум 100% сигурен дека ќе успеам и да, планирам да правам митап во Евгелија. Ама не во скорени. Антонио Снатовски, колку долго се занимаваш со YouTube? Со YouTube, кој што кажав, се занимавам 2 години, 2,5 така нешто. Дали имате уште прашања? Да. Вероника Саздовска, што мислиш за една година колку субски имаш? За една година колку субски имам? Што знам, можда 900 или 1000 така нешто. Кристијан да Бест, ова е мојот фанпејдж, дојте да ги фолоуните, многу ги сакам, поради тоа што прават премногу за мене и дојте обавезно да ги фолоуните. Каде се гледаш за 5 години? За 5 години се гледам за 5 години се гледам на Марс. Не, без африканци, за 5 години што знам, можда како некој филммейкер, видеоедитор, така нешто, ќе поврзан со видео, мислам. Како реши да снимаш нето, така проложи имаш нашата или мојата поддршка, не можам да прочитам прашањето, пошто само толку имам скриншотнато. Како решив, така долго време, прв пат кога почнав да снимам, не знаев ни за едитирање на видеа, ни ништо, и тоаш ги мразев и GPS-ите, поради тоа што на школа другарите претеривам, многу зборува за нив, и на некој начин ги мразев, и од кога почнав да снимам на YouTube, почнав малце да ги следам и нив, видов едитирање, се заинтересирав како се пред тоа, научив нешто за едитирање на мобилен телефон, почнав да едитирам и дефинитивно едитирањето
беше причината поради која што решив да влезам во YouTube. А вака да навлезам многу во YouTube, не знам, YouTube е единственото место кај што можеш бесплатно и како сакаш да се промовираш самиот себе си, дали како пееш, дали како актер, дали како јутубер, дали како рапер, како сакаш буквално може да се представуваш. Затоа го засакав YouTube и луѓето што се на YouTube, на македонската YouTube сцена многу ги засакав и тоа се причините во главно. Мислам дека немаат веќе прашања. Да, немаат веќе прашања. Тоа ќе беше тоа за видео, луѓе, се некој се допадна. Може да фати многу долго, ако го изгледавте до крајот видео, одите долу во коментари, напишете #XrFamily и стајте на 3 извичници, значи #XrFamily и после хаштагот стајте 3 извичници. Океј, луѓе, тоа ќе беше тоа за ова видео, сам нека ви се допадна, ако ви се допадна оставете лайк, ако не дислайк, субскрайбнете се на каналот, уште неверојатно 4 субскрайбери ми фалат за да стигнеме до 700. Премногу сум среќен, сега сеќам кој ќе сум стигнал 700 и така. Уште еднаш фала ви многу што гледав тоа видео и се гледам следно. Чао!